Бизнисот е согласен минималната плата да биде и 500 евра, но поголемиот трошок да се компензира со пониски придонеси. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија велат дека ако се намалат придонесите од 47,7 на 32%, ќе можат да ги покачат и платите на работниците. Од комората повторно побараат дел од администрацијата да се прераспредели во приватниот сектор, бидејќи соодветен кадар има се помалку и помалку. Допрва треба да разговараат и да ги определат пакетите со кои ќе се стимулираат службениците да го променат работното место. Што повеќе плата даваш и повеќе придонеси. Значи, на 1000 евра се плаќа 52%, не се плаќа 47%. За минималната се плаќа 47,5%, а за повисока плата, значи на 1000 евра 52%. Ние земаме пример во Словенија, каде што е 42%, кој што повисока плата од надолу, значи од 42 на 41 и така натаму. Значи, на таков начин да се стимулира и да се информалноста да се формализира. Бизнисот бара реализација на најмалку 80% од предвидените капитални инвестиции до година, кои се проектирани на рекордно највисоко ниво 820 милиони евра. Сметаат дека сите фирми кои исполнуваат услови без исклучок на дејноста треба да бидат финансирани од банките преку унгарскиот заем. Бараат рамноправна распределба на странските инвестиции во сите индустријски зони и поголема децентрализација на општините. Реализација на капиталните инвестиции на ниво од 80%, знаејќи дека секогаш има ребаланс на на капиталните инвестиции и ако то се реализира, мислиме дека ќе се за поздравување. Целосна реализација на 130 милиони што се доделени за 2025 во буџетот, мислиме дека за коридорите 8 и 10D то ќе сигурно да се реализира и веруваме ќе дава придонес во стопанството. Голем број на фирми чекаат поврат на ДДВ подолг период. Од комората на Северозападна Македонија велат дека претходната влада доцнела со повратот на ДДВ. Сега состојбата почнала да се подобрува, дел од данокот почнал полека да се враќа, но треба уште многу за државата да биде подисциплинирана во плаќањата кон бизнисот. Ако се исполнат нивните барања, од комората велат дека е осврлив раст на економијата од околу 4% во наредните неколку години.